Така, дојде тој момент, ви реков имам трема, затоа што треба да разговарам со професор по македонски јазик, треба многу внимателно да зборувам, да не направам грешки и не само што Весна Трајковска е професорка по македонски јазик, туку таа е од Битола, за битолчани рековме дека важи дека го зборуваат најубавиот јазик, иако еден гледач рече дека не е точно, дека велешани се, но за тоа ќе си каже сама Весна. И згора на тоа уште да кажам само дека Весна Трајковска е специјалист по методика во наставата. И сега како професорка по македонски во средното училиште Таки Даскало Битола. Весна, добро утро. Добро утро, Искра. Весна, прво јас би започнала вака. Вие сами не коригиравте и како лектор рековте дека темата да оди Ден на македонскиот литературен јазик. Зошто ви беше ова значајно? Добро на гледачите на вашата емисија, доста гледана емисија, доста платена, одрадени пробудите позитивна енергија во цела Македонија. Искрено, баш така како што се случува во моментот со светот. Мило ми е што сум гостин во вашата емисија. Инсистирав. Ја пратев емисијата од самиот почеток, ги пратев говори, ги пратев гледачите, и сега сваќам дека тука има едно нешто кое што е нејасно или помалку јасно. Има доста дилема околу тоа на што е денес денот. Бидејќи само пред 2 години овој ден се донесе како Ден на македонскиот јазик и македонска јазика. Има дилема кај народот што представува овој ден и зошто баш овој ден, во смисла на тоа што македонскиот јазик дали постои е библиски јазик и постои откако постои светот. Сега зошто пет? Литературниот јазик е тој кој што денес, на кој што денес му даваме почит. А народниот јазик е нешто кое што не постои со векови. Например, македонскиот народен јазик, оној исконскиот нашиот јазик е јазикот на кој што е преведена Библијата како трет јазик покрај латинскиот и грчки. Значи, ако зборуваме за азбука, ако тогаш треба да зборуваме за звуката глаголица, на која што нели преведена Библијата, треба да зборуваме за тоа дека во основата на глаголицата влегол македонскиот јазик, затоа што Кирил и Методи всушност преведувале на јазик кој што го зборуваат со унаните во местото сухо и високо. Тоа значи, таму живееле македонци. Тоа значи дека Библијата ја преведувале на македонски јазик. Тој јазик, како народен јазик, и го Клементовиот универзитет, па се до Дамаскините во 16 век, како народна основа, како народен јазик, навлегувал се подлабоко до времето на Кристен Мисирков, но не бил литературен, односно не бил стандардизиран. Тука е голема разликата меѓу тоа да сватиме што значи еден исконски јазик, кој што пак ќе повторам, трети јазик на кој што е преведена Библијата, и литературниот за кој што немало свест до 1945-та, па се појавила таа потреба по создавањето на самостојна Македонија во рамките на Југославија, да се стандардизира тој јазик и на 5 мај во вестникот Нова Македонија излезе прогласно, или сите знаеме дека тогаш влегува како стандарден јазик на државата Македонија.
Но интересното е нешто друго. Јас ве пратев од почетокот, вие убаво спомнате дека навистина во светот постојат околу 6.500 јазици. Меѓутоа, се надевам дека нашиот не е меѓу оние кои што ќе изумрат. Така споменавме дека и 2400 се на изумирање. Нели? На мене не напротив. Значи, нашиот е меѓу неколку стотици кои што се службени јазици. Замислете. Значи, овие 6.500 јазици, кој изумира, кој се раѓа и така натаму. И за некој немало јасна граница дали е дијалект, дали е јазик. Да. Да. Ова е, значи, во светот, во неколку стотици јазици кои што прераснал во службен јазик, на ниво на држава да се збори. Значи, стандардизирани јазици не се толку во светот. Повеќе се како дијалекти. И само да ја завршам мислата во врска народен литературен јазик, односно споредбата, мора да имаме ние јасна представа дека дијалектите се богатство на еден јазик. Значи, од говорите по селата, по најоддалечените планински места, па се до стандардизираниот литературен јазик, преку дијалектите, преку наречијата дијалектни. Тоа е едно огромно богатство на нашиот јазик. Нашиот јазик е богат и тежи. И тоа ние не смееме да го подценуваме, затоа што го имаме и е наш, и е создавано со векови. Меѓутоа, што значи сега литературен јазик и каде и како треба да го негуваме и употребуваме, тоа е веќе друга тема. Да ви кажам, уживав во ова ваше мини предавање, многу убав вовед дадовте и објаснување, што значи, еве сега зборуваме денес за современиот стандардизиран литературен јазик. И според вас, дали со овој ден треба всушност да празнуваме, имаме повод за празнување, или пак со оглед на тоа во кој правец оди јазикот, дали може би момент за вклучување на црвениот аларм? Се уште мислам дека не, затоа што навистина имаме доста основа и доста сме подковани како народ и доста ги знаеме правилата. Сега, колку сакаме да ги користиме тие правила и на кој начин ги користиме тие правила на зборување и каде и како се однесуваме кога треба да зборуваме, тоа е веќе друга тема. Тоа зависи од човекот, од неговата свесност, од неговата култура, од неговата издигнатост, од неговата начитаност, образование и така натаму. Но се извинувам што ве подпрашувам, но дали можеме да оставиме се на самиот човек, на индивидуалецот, затоа што има држави каде што е тоа многу строго регулирано. Паметам, например, за примерот во Советскиот сојуз, каде што не смееше ни Кока-кола на латиница да се напише, мораше дури и таа да биде на кирилица. Имаше такви обиди кај нас во Македонија, но не успеа. Значи, знаете како? Треба да се донесе закон и се носеа некакви закони за употреба на кириличното писмо, на македонскиот јазик и така натаму, но законот не треба само да се донесе, туку треба да се спроведе. Сега, каде ние грешиме? Најголемиот пропуст, јас го гледам во затворањето на лекторатите или не отворање на лекторати. Секоја институција со закон, како што има правник, како што има книговодство, треба да има лектор. Значи, дали е тоа училиште, дали е суд, дали е, не знам, обична градешна фирма, дали е медицински центар, не може без лектори. Особено парламентот. Парламентот треба да буквално да ги носи пратениците на обука за дикција. Во прво деление да ги врати, може би. Зашто ова го велам? Младите постојано растат со разни ликови од политиката
И постојано ги слушаме, и ние, не само младите. Па поради нас и ги слушаат, така? Сега, многу од нив имаат убава дикција, но некои дури ни збор не рекле македонски јазик, а се можда и не го познаваат македонски јазик, а се државјани на Македонија. Трети упорно зборуваат на дијалектот свој и тука никој не презема ништо. Истото се случува и со медиумите. Не знам, вие кажете, имате ли лектори по телевизија, по радијата? Значи, не Ке мора. се правам на удрена, така? Може така? Да кажам. Петиот амандман ќе го земам, нема да одговорам на прашањето. Добро, ако само пред 20 години, заради едно широко или И, што го имаме ние во дијалектот битолчани, некој од Битола не можеше да биде презентер. Замислете за овие 20 години, колку тој дијалект, без разлика дали е тоа гостин или е водител, звучи за неубаво. Например, кога ќе слушам руките, ногите и уствари. Зошто уствари? Морам да ве прашам, се ежите ли вие битолчани кога не слушате нас скопјани како зборувате? Го зборуваме? Зависи во кој контекст. Кога сум со скопјани во приватно друштво уживам. А вака на медиум, парламент спомнавте? Гостин и не знам, политичка фигура. Видете, секој што настапува на медиум мора да внимава на говорот. Јас најавам дека тоа треба да биде до совршенство, но да барем да се потруди, затоа преги реков, се зависи од нас, ние колку и да носиме правила, и ние сите знаеме како треба, и доволно сме подковани како низ образованието, но зависи од човекот и до ликот што сака да го остави во јавност, односно она што тој го носи како чувство за јазик. Ме разбирате? Ако едно медиумско лице не ве представува вас како народ, вие сите нас не представувате. Вие комуницирате со граѓаните. Вие сте во нивните домови секој ден. Значи, мора да има обука, мора да се отворат тие лекторати, мора да се афирмира македонскиот јазик. Ама впрочем, колку што сум упатена Весна, тој по закон треба да е така, нели? Па имаше некаков обид за закон, но не е додефинирано како треба да биде. Реков, законот... Како што имаме законска обврска ПП апарат да имаме, така треба да имаме и лектор. Сега не е баш иста споредбава, ама за да се разбере, нели? Комуницираме и писмено, не само устно. Значи, кога ќе видам на Кајрон такви катастрофални грешки по телевизија. Чекајте да проверам, не добри сме, ден на македонски, добро. Да, бидејќи го споменавте и писменото комуницирање, составен дел од комуницирањето на социјалните мрежи, колку според вас имаат и социјалните мрежи влијание во тоа што оди во некоја погрешна насока развивањево на јазиков? Мислам пред се, за да објаснам што сакам да кажам, не знам колкав процент, ама голем процент пишуваат македонски на латиница, што според мене е исто како да пишуваш англиски на кирилица. Да. Не само што пишуваат на латиница, туку не ја пишуваат ни латиница. Како што треба. Јас на учениците работам 28 години и секој ден сум во контакт со нив. Прво кога излезе Facebook социјалната мрежа, тоа им реков. Пишувајте на кирилица и пишувајте литературно, затоа што и најубавиот пост што ќе го поставите таму, доколку има граматички грешки, губите на тежината на вашиот интелект и знаење. Значи, губите како личност пред оној што ве чита. Инсистирам на тоа, поставите горе-долу во последно време сватија луѓето дека е така, и гледам дека доста се поправаат. Сега, пак ќе речам, пак зависи од полуписменоста или писменоста, или кој колку се потрудил, ако веќе не знаеш, прашај,
кога веќе е нешто јавно и тоа е медиум, и тоа силен медиум за Фејсбукот, тогаш представи се како што треба. Односно биди ќе ви кажам, бидејќи гледачи овде со конкретни примери, да речеме, често пати деновиве ја пратам, сигурно и вие пратите Facebook групата Учебници и настава мора да има. И имаше баш една жестока расправија на таа тема, некој пишува на латиница, други им велат пишувајте кирилица, се додека не премина онаа расправија во можам да пишам како сакам, гледај ја содржината што зборувам, а не гледај како пишувам. Може ли секој да пишува како сака и да зборува како сака? Прво, толку погрешно може да се свати напишаното, без интерпункцијски знак, без сосем друга димензија да добие она, ако не што е напишано од она што тој сакал да го каже. И тука доаѓа до недоразбирање, до капки, до расправи на јавни места. Значи, една запирка може да ја смени целокупната смисла на реченица. Јас постојано тој пример им го кажувам на децата. Кога некој пратил писмо до некого, овој човек да го убиете не, запирка, да го оставите жив. И обратно, уште еднаш со запирката, овој човек да го убиете, запирка, не, да го оставите жив. И сега... Што значи буквално за живот или смрт се работи, толкова може да разликата. За живот. Значи, колку може една обична запирка, трите точки или точката, или големата буква, сосем менува смисла. Сега замислете тоа плюс на латиница и плюс синтаксички не склопено како што треба, јави ги недоразбирањата. Некој дури може и да се навреди. Значи, медиумот Фејсбукот е силен медиум, јас постојано агитирам кај учениците. Мора да бидете писмени на Фејсбук. Ние сите како наставници сме должни да агитираме, не, да насочуваме, да праваме, да освестуваме колку значи напишаниот збор, колку значи изговорениот збор на секој од нас за себе, за својот авторитет, за својот лик. Колку зборот те представува тебе. И во крајна линија, колку држиш до своето, до македонскиот јазик, до библискиот јазик. Ако јазикот веќе станал идентитет на твој идентитет, и ако јазикот е чувар на идентитетот на македонскиот народ, како ние ќе го дочуваме тој идентитет, знаејќи актуелната состојба која што се случува околу нас со играњето на нашата држава, на нашата историја, нашата култура, нашиот јазик и така натаму. Како ние, ако не знаеме по што е посебноста на македонскиот јазик, кој што е посебен уште од 9 век, што ги имаме првите сознанија, кога кажав Кирил и Методи преведувале на тој посебен македонски дијалект на солуњаните кои зборувале македонски, ако не знаеме од каде потекнуваме и во што сме посебни од бугарскиот, српскиот и сите други словенски јазици, затоа што сите потекнуваат од македонскиот јазик, како ќе го одбраниме својот идентитет? Така, значи, од нашата свесност зависи. Свесноста е клучна, ниеден законот, да, може да помогне, лектори во секоја институција задолжително, кои што постојано ќе коригираат, ќе држат обуки, семинари и така натаму, но и самите ние, особено ние професорите по македонски, но не и само по македонски, тоа на час треба и професорот по физичко, и професорот по историја и по хемија. Не само професорите по македонски, така? Значи, буквално, ние имаме богати, пак ќе речам, дијалекти, богат јазик, богата историја, библиски, исконски, никогаш овој јазик, додека и еден македонец постои, нема да изгори.
затоа што даден е од Бог едноставно. И не е Весна, убаво што случајно го споменавте зборот свесност, бидејќи токму тоа ми беше прашањето, дали недоволната свесност, отсуството на свесност е причината што повеќе вака вакви емисии треба не само знаете како, ние сме запоставени во тој поглед професорите по македонски јазик. Зошто треба да дојде петтина? Тоа да, значи не само овој ден, па да преспиеме сега за до година повторно да говориме. Да, зошто да се сетите на оваа тема баш на овој ден? Еве супер. Ама неми да ме Ние се карате, сетите. Весна, барем сум се сетила. Не се сетите, тоа така. Не се сетите. Никој друг не се сети. Дури и бе изненадена што сте се сетиле, ме поканивте и така натаму. Значи, како да ви кажам, постојано треба да се подига свеста. Постојано Да. треба, ако треба и медиум нека се отвори, било како, Facebook, YouTube и така натаму. Еве, или доволно и Facebook група нека има на таа тема, така, да. Весна, многу ви благодарам. Ви благодарам на ова ваше мини предавање. Од една страна не едуциравте, од друга страна мислам и се надевам дека подразмисливте, ги натеравте луѓето да подразмислат малку повеќе на оваа тема. Јас им завидувам на вашите средношколци со кои што ќе продолжите сигурно оваа тема и кои што ви имаат вас за секојдневно да ги подсетувате за важноста на нашиот јазик, а еве ние ќе се обидеме исто така да подсетуваме повеќе и почесто да говориме за овој проблем. Ви благодарам многу на вашето вклучување. Беше тоа Весна Трајковска, професорка по македонски јазик од Битола.